До крајот на годинава или најдоцна до почетокот на наредната се очекува да биде распишан тендерот за изградба на современата регионална депонија во Новаци. До тогаш се забрзува со сите други подготвителни активности во 18-те општини од Пелагонискиот и Југозападниот регион кои ќе бидат опфатени со оваа депонија под будно мониторирање на Европската Унија, бидејќи станува збор за средства и грантови од ЕБРД, уверуваат од Министерството за животна средина. Ние како Министерство и како влада сме оптимисти дека крај на година, евентуално почеток на 2027 ќе биде распишан тендерот за изградба, а побрзо од изградбата на регионалната депонија ќе биде пуштен тендерот за изграда на претоварните станици, од која што една претоварна станица ќе биде токму во Прилеп. Би сакала да потенцирам дека паралелно со изградбата на депонијата ќе биде и граден нов локален пат, за да во општините што гравитираат околу местото каде што ќе биде депонијата, воопшто не влегува ниту еден камион. Општина Прилеп, како една од општините во кои ќе се гради претоварна станица, а и како досегашен лидер во селекцијата и управувањето со отпадот, освен што ги привршува активностите за пуштање во употреба на новата фабрика за секундарна селекција на отпад, со што ќе стане и првата општина на Балканот со сопствена ваква фабрика, засилено работи и на доосовременувањето на сите капацитети на јавното комунално предпријатие Комуналец. Меѓу нив е и набавката на нови контејнери и канти, како и на 9 возила кои се донација од владата. Тука се и возилата, 3 досега доставени, едно е регистрирано и може да се стави во функција. Очекуваме уште 6 други возила кои што значително ќе ги подобрат условите за работа на јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп. Во фаза на изработка сме на нова одлука за комунален ред, доставена е до сите јавни комунални предпријатија и препорачувам истата кога ќе биде донесена од страна на Советот на општина Прилеп да биде дословно почитувана. Преку Министерството за животна средија обезбедивме 126 контејнери од 1.1 метар кубен за селекција на мешан комунален отпад, пластика и хартија и 8318 канти за селекција на мешан комунален отпад и пластика. Кантите од 120 литра за домаќинства ќе бидат доделени бесплатно за оние домаќинства кои што воопшто немаат канти за селекција на отпад. Инаку, општина Прилеп веќе работи и на зајакнувањето на комуналните инспекциски служби.